Јас мислам дека и идеален период е овој сега. Ќе ви кажам зашто. Затоа што после киксот со надпреварот против Грција, значи нас во цела некоја моја математика ќе ни биде доволно може и една победа и две победи. Значи од 4 надпревари нас ни се потребни 2 победи. Јас сум спремен малку и да ризикувам. Јас ќе ги замолам постарите играчи да имаат трпение. Прво да видиме со што располагаме, да ги споредиме нашите играчи што ни се во план да ги одиграат овие квалификации за Европското првенство. Дали имаме ниво? Ако увидиме дека нема, направиме анализи. Што треба после тие квалификации да направиме? Дали ќе треба во јуни месец да го замолам Миркуловски, да го замолам, не знам, други постари играчи, да не именувам сега, Филип Миркуловски е доволно, да го замолам Филип Миркуловски да ни одработи уште 2 надпревари со Турција и со Грција, да не пласира на тоа Европско првенство, ама да идеме на Европско првенство, да идеме подмладени, резултатот да го трнеме на страна и да видиме кои ни се вистинските квалитети, вистинските можности за периодот или за годините кои следат.